Пожар пепло са куќа на улицата Јане Сандански. Пожарот избувна синоќа околу 19 часот и 30 минути, а во тој момент во куќата се наоѓала 59 годишната АА. Таа во моментот кога се случил пожарот била сама во куќата и вдишувајќи го чадот се онесвестила. Ова е местото каде синоќа околу 19 часот и 35 минути избувна голем пожар. Во куќата се наоѓала една жена која живее овде сама. Меѓутоа, благодарение на соседите, навреме бил виден пожарот и жената била спасена и префрлена во итната медицинска помош. Пожарот го забележале соседите кои се упатиле кон куќата да ја помогнат на безпомошната жена. Дојдоваме тука, гледаме преку прозора, пламен унатре. Врата затворена, тропнав на џаму, гледаме она околу унатре. Качив ја на раме и изнесев ја надвор. Територијалната противпожарна единица, откако добила повик за пожарот, веднаш интервенирале со 2 противпожарни возила и покрај тешкиот пристап до куќата, поради паркираните возила, сепак успеале да стигнат и да интервенираат. Територијалната противпожарна единица веднаш реагираше со едно противпожарно возило и противпожарникари, меѓутоа поради тоа што се работи со објект кој што веќе беше во распламтена фаза, кога дојдовме беше веднаш повикано уште едно противпожарно возило, односно уште еден пожарникар. За кратко временски период пожарот беше локализиран. Која е причината за пожарувањето, тоа заpravo треба да се го кажат надлежните органи. И да се стане збор за објект во кој што има сместено едно лице, кое во моментот на пожарувањето било внатре, меѓутоа како резултат на совесноста на жителите во близината, истата била навреме евакуирана и се голема благодарност мислам за жителите што исто така ни помогна и нам како противпожарна единица, така што ова е еден дел од градот каде што сообраќајната инфраструктура е во малку полоша состојба, но исто така има голем проблем при самото влегување наваму за интервенирање, затоа што доста од возилата ни го попречуваа патот. Полицијата денеска изврши увид на местото на настанот за да се утврдат причините поради кои настанал пожарот. Инаку унесреќената жена веднаш е пренесена во медицинскиот центар во Кочани, а оттаму во болницата во Штип.